Правникот Владко Митовски е вработен во ЕСМ. Претходно бил и директор на комуналното претпријатие Газибава 2007. Во интервјуто за Прва Скопска ТВ, Митовски како кандидат на опозицијската СДСМ ни посочи кои му се приоритетите на кој начин ќе ја бара довербата на жителите на Газибава. Каква ќе биде вашата кампања? Нашата кампања ќе биде искрена и отворена со граѓаните од Газибава. Ќе биде исто така директна, затоа што веќе почнавме еден серијал на средби мало до мало, каде што ги собираме идеите од граѓаните и секоја идеја преточуваме во програмата. Тие идеи ги собираме пред си од луѓе кои што гравитираат секојдневно во општината, кои што се луѓе еминентни во својата средина и можеме реално да ги сослушаме проблемите и реално да ги ставиме реалните потреби во програмата. Која е првата работа што ќе ја направите ако бидете избран за градоначалник? Откако ќе станам градоначалник, прво е што ќе се видам со актуелниот градоначалник, каде што ќе ги разгледаме и двете програми и ќе ги воочиме оние најгорливи проблеми кои што се во општината. Ќе се фокусираме на тоа да видиме како истите да се реализираат. Меѓутоа и треба да видиме и да ја запознаеме јавноста со колкави средства располага општината, на што се потрошени средствата досега, доколку има некој проблем како истиот да се надмине, да видиме да се изнедат сите оние законски решенија, без при тоа да се критикува дека некој за нешто е виновен. Имаме многу проекти кои што треба да се продолжат со нивна реализација, кои што се започнати уште пред многу градоначалници претходно, така да веќе еднаш за секогаш мислам дека треба да ставиме крај со оние крупни капитални проекти кои што се во некоја средна фаза или некоја завршна фаза, како што се проблемите со одвод, вода за пиење и така натаму, кои што ни представуваат основни средства за живот во 21 век. Имаме толку прекрасни населени места во нашата општина, кои што се само на неколку километри од центарот на градот, но за жал тие се уште ги немаат основните средства за живот. На што имате најголема забелешка на работата на досегашниот градоначалник? Има многу битни работи кои што ги имаме како забелешка на актуелниот градоначалник. Тој моментално се фали со 670 сработени проекти во општината, за кои што најави и отчет за истите. Меѓутоа, во дел од излагањата кои што ги гледаме на социјалните медиуми, за 670 проекти ги сметаат и, замена на детски катчиња, уредување на плоштади со замена на клупи и корпи за отпадоци, така да сметам дека тоа не се проекти со кои што треба да се фалиме и да се сликаме. Јас имам напротив едно друго прашање за него, што е тоа од кој што он е моментално разочаран, затоа што не го сработил и зашто е тоа така. Дали имате конкретни мерки со кои ќе се потрудите да ги задржите младите во општината и во државата? Како што е проблемот во Европа, така и во Македонија, меѓутоа и во Газибава, сегде се соочуваме со тој горчлив проблем на зголемување на наталитетот. Имаме сериозни стратегии како тоа да го направиме, меѓутоа можеме да видиме дека младите не само со тоа што си одат и во околните држави и во државите во Европа, тие гравитираат и меѓуопштински во градот Скопје. Ние овде мораме да се стремиме да ги обезбедиме основните услови за живот, за да можеме младите да ги задржиме во нашата општина. Пред известно време се промовираше една мерка каде што владата доделуваше средства од 100.000 евра за младите да гравитираат во руралните средини. Меѓутоа тука треба да си го поставиме прашањето дали во тие рурални средини има основни услови за живот. Че дали имаме тамо патна и водоводна, дури некаде фали и електрична инфраструктура, дали имаме приватни ординации, амбуланти, пошта, банкомати и така натаму, услови кои што им се најнеопходни на сите граѓани. Потоа сакам да отвориме еден подкаст за младите,
кој што ќе биде на општината, кој ќе биде јавно достапен за сите, каде што ние како општина ќе поставиме 3 камери, 3 микрофони, кои што ќе бидат достапни во секое време, каде што младите ќе можат директно да влезат во таа просторија, да имаат свој подкаст, каде што ќе можат директно да критикуваат према општината и према градоначалникот. Така да тие се само дел од идеите. Понатаму треба да се стремиме за отварање на своји работилници за стекнување на дополнителни вештини или пак основни вештини, меѓутоа не само за стекнување на определени сертификати, туку и за реалните потреби кои што се на индустриските капацитети во општината, кои што им се најпотребни, најнеопходни. Тие курсеви би биле брзи и одржливи, се со цел да можат и младите кои што после завршување на своето средно образование или на високо образование, што побрзо да можат да се адаптираат на потребите на локалните компании и индустријата која што е сместена во Газибал. Скоро во секоја општина граѓаните се жалат од нехигиената во внатрешниот дел од општината, значи не од оние главни сообраќајници, туку помеѓу згради или помеѓу куќи. Дали имате некој план како тоа да се расчисти, луѓето да живеат во почиста животна средина, бидејќи тоа не е одговорност на комуналист, е одговорност нели на општината. Како што кажав и претходно, во периодот од 2018 до 2021 имав директно учество токму во справување со тие проблеми. Меѓутоа, уште и тогаш сугерирав на некои законски промени. Мислам дека тој законот за локална самоуправа треба да се иницира да се смени преку ЗЕЛ. Зашто? Затоа што јавните предпријатија кои што се под градот Скопје, нивните ингеренции се само на главните улици и на главните булевари. За жал, тие не влегуваат во оние споредни сокаци, споредни улици, како и не одат во нашите рурални средини кои што се во Газибава. Меѓутоа, општина Газибава им за среќа има свое сопствено јавно комунално предпријатие кое што ги обслужува тие региони или тие улици, како да кажам. Така да, ние како општина треба да се заложиме само да го зголемиме капацитетот, да побараме законски измени, да може парите кои што луѓето во тие населени места ги плаќаат за одржување на зеленило преку сметките за вода, дел од тие пари да влезат повторно во општината, како што е примерот со повратот на пари собрани од плаќањето на даноците, се со цел да може да се појачаат нашите капацитети, дали на јавното комунално предпријатие директно или преку општината, се со цел набавка на дополнителна механизација, зголемување на број на работници, обезбедување на дополнителна опрема за одржување, како што се, не знам, метларки, тримери, дувалки и така натаму, затоа што тоа е еден сериозен, горлив проблем во нашата општина, меѓутоа и на ниво на градот Скопје. Дополнително ни се јавуваат и црни точки, како диви депонии, кои што редовно се чистат, меѓутоа кај луѓето тие се представуваат една точка каде што сметаат дека колку и да се исчисти, тие повторно можат тамо да го одлагаат поготово оној кабаст отпад. За таа цел на тие места планираме да направиме паркови за миленици, детски игралишта, буквално да ги оплемениме тие простори, на крај крајва да се заградат тие простори и да се постави видеонадзор, се со цел да имаме контрола и увид и истите тие материјали нели да се пратат до надлежните институции за да се превземат дополнителни мерки за истите да не се загадуваат. Дополнително како проблем во однос на сметот или загадувањето во нашата општина е и проблемот со депонијата, Вардаришто на дивата, меѓутоа и претоварната станица на комунална хигиена Скопје, каде што од неколку околни општини доаѓаат токму тука да го одлагаат својот отпад, така да мислам дека треба низ повеќе општини низ Скопје да се направат такви претоварни станици, се со цел да не се концентрира целиот тој отпад од градот Скопје овде во Газибава, па од тука да се носи на Дрисла. Така да имаме цел пакет, цела студија за отпадот и за негово третирање, меѓутоа ова се само дел и извадоци од него, така да се надевам дека доколку ја добиеме поддршката од граѓаните, дека ќе можеме истата да ја реализираме и да ја спроведеме.